Ем шофер, ем економ. Истиот човек поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска два пати го плаќала. Еднаш дека ја возел, зашто преку авторски договор земал 127.000 денари за една година, а втор пат му давала редовна плата како државен службеник, самостоен референт во секторот за општи работи. Екс-министрите пак во правда, Аднан Јашари и Валдет Џафери, делеле дебели хонорари за комисии за неисполнети обврски. Отпишувале предмети од евиденција без да се знае каде завршила. Во нивно време се точело гориво без контрола, се возело нерегистрирано возило, а натрупувале и неправилности при изградбата на новата фасада и на зградата на Кривичниот суд. Државните ревизори открија дека поранешните министри во култура и правда се расфрлале со пари на државна сметка. На Канчевска-Милевска и се става на товари тоа што без решение биле ангажирани 6 службеници во кабинетот на заменик министерот Драган Неделјковиќ, што биле потрошени 818.000 денари за угостителски и ресторански услуги за кои немало соодветна документација, а за репрезентација при службено патување во странство дури 232.000 денари. Ревизијата открива и дека во бифето на култура се јадело и пиело на државна сметка за 35.000 евра. Меѓу ницата забелешки се и дека по подрумите завршиле и книгите од капиталниот проект за печатење и превод на книги. Ревизорот утврдил дека во 2017 година во залиха се 514.494 книги во вредност од 5 милиони евра. Во Министерството за правда пак се делеле дебели хонорари од ракав и тоа и за незавршена работа. Така 7 членови на комисијата за воедначување на казнената политика земале хонорари и за неодржани седници. Им следувал надоместот по една просечна месечна бруто плата, па во 2016 година си поделиле 46.000 евра и за незавршена работа. Другата комисија што била исплаќана иако не си ја завршила работата навреме била комисијата за изготвување граѓански законик. Ревизорите утврдиле дека во комисијата се исплаќале хонорари од 12.000 до 70.000 денари, а немало мерливи критериуми зошто се толкави разликите. Денеска, иако ги баравме, не добивме коментар ниту од Канчевска-Милевска, ниту од двајцата поранешни министри за правда за расфрлањето со пари на државна сметка. Само новоизбраниот министер за култура Асаф Адеми денеска побара дополнително време да го разгледа извештајот и порача дека ќе биде отворен за соработка со специјалното јавно обвинителство и другите институции за секаде каде што ќе се открие криминал.